Суказ на президиумот на Врховниот совет на Советскиот сојуз на 22. мај 1977 година председателот на Социјалистичка федеративна република Југославија и на Сојузот на комунистите на Југославија Јосип Броз Тито по повод неговиот 85. роден ден е одликуван со орден на Октомвриската револуција. Во соопштението по тој повод се истакнува дека орденот му се доделува на председателот Тито во знак на признание за неговото активно учество во меѓународното комунистичко и работничко движење. За заслугите во борбата против фашизмот и големиот придонес во развитокот и јакнењето на братското пријателство и сестраната соработка меѓу Комунистичката партија на Советскиот сојуз и Сојузот на комунистите на Југославија и Советскиот сојуз од една и Социјалистичка федеративна република Југославија од друга страна. На 22. мај 1942 година италијанските фашистички окупатори во Шибеник го стрелаа Раде Кончар, а германците во Ваљево го обесија Стјепан Филиповиќ Стево. Раде Кончар уште од млади години се вклучува во напредното работничко движење. 1938 година е член на местниот комитет на Загреб, нешто подоцна станува политички секретар на Централниот комитет на Хрватска. Учествува на Петата земска конференција, Мајското советување 41 година и на советувањето во Столице исто 41 година. Активно учествува во подготовките за дигање на востанието во Хрватска. На 17. ноември 1941 година во борба е ранет и заробен од италијанските фашисти. Потоа подложен на најголеми нечовечки маки и откако не признал ништо, одбивајќи ја понудата за помилување, на 22. мај 1942 година е стрелан во Шибеник, прогласен е за народен херој. На истиот ден во Ваљево германските фашисти го обесија Стјепан Филиповиќ, кој на бесењето херојски се држи и кога фашистите на вратот му ставаат бесилка, тој извикува: да живее Комунистичката партија на Југославија, да живее слободата, повикувајќи го на собраниот народ на борба за слобода. Стјепан Филиповиќ е прогласен за народен херој. Во пожарот, што на 22. мај 1976 година проголта една стоковна куќа во Брисел, загинаа 34 лица. Пожарот избувна во стоковната куќа Иновација Напладне, што беше една од најголемите продавници во Белгија. Во оделот за камп опрема настана паника и многу луѓе загинаа скокајќи низ прозорците. Стотици пожарникари цели 15 часови се бореа против огнот и кога го изгаснаа, целата зграда беше целосно уништена. По 3-дневна работа на 23. мај 1959 година во Скопје ја заврши работата третиот конгрес на Сојузот на комунистите на Македонија. На конгресот присуствуваа 431 делегат како представници на 51.909 членови на Сојузот на комунистите на Македонија. Конгресот водеше расправа по извештајот на Централниот комитет меѓу вториот и третиот конгрес на Сојузот на комунистите на Македонија и рефератот за задачите на Сојузот на комунистите на Македонија во социјалистичката изградба, поднесен од секретарот на Централниот комитет Лазар Колишевски. Во расправата и дискусијата по поднесените материјали учествуваа над 100 делегати и гости. Завршувајќи работата, Конгресот избра нов Централен комитет од 87 члена и ревизиона комисија од 27 члена. Новоизбраниот Централен комитет за секретар на Централниот комитет го избра Лазар Колишевски и избра извршен комитет од 16 членови. На 23. мај 1960 година, еден од најголемите нацистички злосторници Адолф Ајхман беше уапсен во Аргентина од агентите на Израел. Ајхман беше СС командант кој го измисли Хитлеровиот план за уништување на евреите. Тој ги подготви плановите за нивниот транспорт до концентрационите логори, каде што масовно беа убивани. На Ајхман му се судеше во Израел и подоцна беше обесен за злосторствата сторени против човештвото.
Na 23. maj 1976. godina na Filipinite se odigra vozdušna drama, koga filipinskite sili na bezbednost go napadna avionot so 99 patnici i 6 členovina ekipažot, što go držeja kidnaperite. Vo prestrelkata, što sleduvaše, beja ubijeni 13 lica, dodeka 22 beja povredeni. Među nastradanite beja i trojica od kidnaperite. Dramata započela 2 dana porano koga avionot, što letalo od Manila za Zamboanga na jugot od Filipinite, beše kidnapiran od strana jedna grupa muslimanski ekstremisti. ...24. maj se odbeležuva kako den na slovenskite prosvetitelji braćata Kiril i Metodi i kako den na slovenskata pismenost. Braćata Kiril i Metodi, živejiki vo Solun, go naučile slovenski od jazik, potočno jazik od na makedonskite pleminja, što je naseluvale okolinata na Solun. Tije na toj jazik započnele da preveduva bogoslužbeni knjigi. Za ta cel Konstantin Kiril ja sozdal prvata slovenska azbuka, a potom su bratmu Metodiji i drugi nivni učenici gi pravile od vizantijski grčki potrebnite bogoslužbeni knjigi na jazikot so koji govorile makedonski te Sloveni od okolinata na Solun, koji jazik bil razbirljiv i za drugi te Sloveni. Blagodarenje na ta aktivnost i rabota na braćata Kiril i Metodi započnala prvata slovenska pismenost i književnost na slovenski te narodi od sredinata na 9. vek. Na 24. maj 1971. godina, koga bengalskoto naselenje od istočnjeg del na Pakistan počna borba za nezavisnost na granicata među Indije i Pakistan, vladeješe vidljiva napnatost. Vovije neredi Indija veki go beše predupredila Pakistan za posledicite vo slučajte sobide da premine granicata. Ovdje na jedan od novute premini na dolgata indijsko-pakistanska granica, vojnici od dvete strani se gleda lice v lice samo na nekoliko čekori od železnički tešini vo pakistanskata teritorija. Vo međuvreme Bangladeš beše proglasen za posebni nezavisna država. Vo maj 1965. godina Zambija gi napravi najspektakularnite vodopadi videni dosega koga ispusnito otvori na gigantskata Karibska brana, be otvoreni za prv pat ispuštajki ogromni količestva voda. Be otvoreni 5 od 6 ispusti, za da se ispušti vodata od veštačkato jezero Kariba. Povike od 12 časa vodata bučešen iz otvorite, sekoja sekunde isvrlajki 6 milioni litri voda. ...25. maj, rodendenot na predsedatelju Titovo našata zemlja se proslavuva kako Den na mladosta. Tokmu na toj den na rodendenot na Tito na 25. maj 1944. godina po naredbana Hitlera izveden desantot na Drvar, poznat kako konječki skok, so cel živ ili mrtov da se fati vodačot na narodno-osloboditelnata borba na jugoslovenskite narodi. No i to i pat kako i mnogo porano, bo tekot na borbite na Neretvana Sutjeska, Titovite borci su najgolemi herojski borbi po cena na svoj život go spasija svoj vrhoven komandant koji продолжите раководи со револуцијата до победата над непријателите. По ослободувањето на татковината по предлог на Тито, 25. мај се слави како Ден на младоста. Секоја година, додека беше жив председателот Тито, преку штафетната палка младите го поздравуваа својот водач и учител, притоа инспирирајќи се од него за нови натамошни успеси во изградбата на социјалистичка самоуправна Југославија.
Mladinata na Jugoslavija i po Tito go proslavува свој ден, ветувајќи дека ќе го продолжи делото на најголемиот син на народите на Југославија, Јосип Броз Тито. На 25. мај 1969. година во Судан е извршен државен удар и на власт дојде Џафер Мохамед Ел Нимејри со сменувањето на владата на Мохамед Магаб. Сменувањето беше изведено без крвопролевање, а во новата влада се наоѓаше еден цивил, премиерот Абу Бакар Авадалах. Иако армијата беше главната сила што го изведе ударот, во Судан повторно дојде цивилна влада на чело со председателот Нимејри. На 25. мај 1968 година Руската православна црква ја започна прославата на 50 годишнината од повторното воведување на функцијата патријарх. Беа присутни представници на православни, католички и протестантски цркви. Денот кога во 1918 година повторно беше формирана патријаршијата по незиното укинување во 1721 од царот Петар Велики, беше свечено одбележан. Манифестациите во 1968 ги предводеше патријархот Алексис, кој беше избран во 1944 година. Еден бунт на грчкиот разурнувач Велос предизвика необичен меѓународен инцидент. На 25. мај 1973 година бродот ги напушти маневрите на НАТО во Медитеранот и отплови кон италијанското пристаниште Фиумичино. Таму капетанот и 24 членови од екипажот побараа и добија политички азил. Овој нивни гест беше како знак на протест против грчката воена хунта која што туку задушила еден контрадржавен удар изведен од страна на поморски офицери. Подоцна Велос отплови во генералштабот на НАТО во Неапол и на крајот се врати во Грција. Од 26. мај до 2. јуни 1955 година по информбировската резолуција од 1948 година, првпат во нашата земја престојуваше советско-партиска владина делегација, начело со првиот секретар на Централниот комитет на Комунистичката партија на Советскиот сојуз Никита Сергеевич Хрушчов и Николај Булганин, председател на Министерскиот совет на Советскиот сојуз. Советската делегација на највисоко ниво водеше пријателски политички разговори со делегацијата на Југославија, предводена од председателот Јосип Броз Тито. Во текот на разговорите кои се водени во Белград и на Бриони, извршена е размена на мислења за меѓународната ситуација и за југословенско-советските меѓудржавни односи. На завршната седница на двете делегации од 2. јуни е подпишана заедничка декларација позната како Белградска декларација, во која двете влади ја изразија приврзаноста кон принципите на мирољубивата коегзистенција и развивање сестрани меѓусебни односи врз рамноправни основи. Оваа посета и подпишувањето на Белградската декларација послужија како основа за нормализирање на односите меѓу Југославија и Советскиот сојуз и источноевропските земји, нарушени со информбировската резолуција од 1948 година. Белградската декларација представува значаен политички документ кој денес важи како основа по кој се одвиваат односите меѓу Југославија и Советскиот сојуз. На денешен ден пред 10 години е основан Титовиот фонд за стипендирање деца на работници и работници со пониски примања. Целта на фондот е да се опфатат што поголем број талентирани деца на работници и работници за школување, како и до оформување на образованието. Од денот на формирањето, Титовиот фонд постојано расте, така што секоја година од фондот се доделуваат поголем број стипендии на деца и работници кои со успех го завршуваат или го продолжуваат школувањето, до образованието, до квалификувањето или преквалификувањето. 26. мај 1952 година. На овој ден, по 7 години окупација од страна на западните сојузници, Западна Германија стана самостојна држава.
Повеќе од 1000 луѓе загинаа во силниот циклон што е зафати Јужна Индија во 1962 година. Во мај 1962 година вака изгледаше државата Андрах, што ја доживеа најлошата луња во последните 20 години. Поплавите уништија голем дел од индиските оризови полиња и урнаа стотини села. Патиштата и железничките пруги беа однесени и во некои места храна можеше да се пренесе само со авион. На 27. мај 1974 година во Белград ја започна работата 10-тиот конгрес на Сојузот на комунистите на Југославија. На конгресот присуствуваа 1052 делегати и представници на 94 делегации на комунистички, социјалистички и други прогресивни и напредни движења од Европа, Азија, Африка, Северна и Јужна Америка и од Австралија. Главен реферат на конгресот поднесе председателот на Сојузот на комунистите на Југославија Јосип Броз Тито. Борбата за натамошен развој на социјалистичкото самоуправување во нашата земја и улогата на Сојузот на комунистите на Југославија. По 4-дневна плодна работа, Конгресот донесе повеќе резолуции и одлуки, во кои беа набележани задачите на Сојузот на комунистите на Југославија во натамошното јакнење и изградбата на самоуправното општество. Конгресот донесе посебна одлука со која ја изрази плебисцитарната желба и барање на сите членови на Сојузот на комунистите на Југославија, работничката класа и работниот народ, сите народи и народности, припадниците на Југословенската народна армија, со едногласна акламација го избра Јосип Броз Тито за председател на Сојузот на комунистите на Југославија без ограничување на мандатот. Конгресот избра нови органи и раководства на Сојузот на комунистите на Југославија. «27. мај 1940. Новој ден британската војска беше тотално разбиена, а нацистичка Германија беше на пат да ја окупира цела Европа. Целата британска војска што беше пратена да им помогне на Белгија и на Франција се најде во стапица со грб свртена кон морето. Тоа се случи во едно место на каналот Ла-Манш и името на ова место ќе влезе во англискиот јазик како символ на претворање на пораз во еден вид победа. Чудото што се случи во Денкерк го изведе флота бродови што се состоеше од разурнувачи па се до мали јахти за крстосување. Постојано напаѓани од воздухот, оваа мала флота ги пренесе трупите преку Ла-Манш на сигурно место. Овој подвиг го спречи речиси целосното уништување на армијата и на британците им даде голем потик, иако вистинските загуби во овој пораз беа објавени дури по војната. На 27. мај 1964 година умре еден од основачите на современа Индија, Џавахарлал Пандит Нехру, премиер на Индија од 1947 па се до неговата смрт. Преку половина милион луѓе дојдоа да го видат телото кое беше поставено на носилка во неговата куќа во Њу Делхи. Гигантскиот носач на авиони USS Џон Кенеди беше предаден во употреба на 27. мај 1967 година. Во бродоградилиштето Нјупорт Њус, Вирџинија, носачот на авиони го предаде ќерката на починатиот председател Каролина. На 28. мај 1954 година во Скопје во присуство на 340 делегати кои представуваа 43.595 членови на Сојузот на комунистите на Македонија, ја започна работата вториот конгрес на Сојузот на комунистите на Македонија.
Na kongresu beše podnesen izveštaj za работата на Централниот комитет меѓу првиот и вториот конгрес и извештај за актуелните задачи на Сојузот на комунистите на Македонија, поднесен од секретарот на Централниот комитет Лазар Колишевски. По поднесениот извештај во дискусијата учествуваа голем број делегати. По тридневна работа, Конгресот ги определи наредните задачи на комунистите во Македонија и избра нов Централен комитет од 49 и ревизиона комисија од 11 члена. На првата конститутивна седница на новоизбраниот Централен комитет беше избран извршен комитет од 11 членови и секретар на Централниот комитет на Сојузот на комунистите на Македонија, другарот Лазар Колишевски. Насуканиот танкер и големата штета што ја претрпе крајбрежниот појас ја раскажуваат приказната за една бесна луња што го зафати австралиското источно крајбрежје кон крајот на мај 1974. Беа погодени 600 милји од брегот, а 7 лица загина. Штетата се проценуваше на повеќе од $20 милиони. Еве како сето тоа изгледаше на 28 мај. 28 мај 1967 година. Сер Франсис Чичестер вплови во Плимут по патувањето околу светот. Тој помина 9 самотни месеци на неговиот брод Джипси Мери на патувањето долго 28.000 милји. Триумфално враќање во коридата на најголемиот матадор во светот Ел Кордобес. Тој повторно се врати во арената во Плаза дел Торос во Мадрид, само една година по тешката повреда здобиена од роговите на еден бик. Изгледа тој се подлизнал на влажната земја и тогаш бикот неколку пати го удрил со роговите. Ел Кордобес, чие вистинско име е Мануел Бенитес, помина неколку месеци в болница. Неговото враќање беше триумфално.